9 години откако е усвоен правилникот за енергетски карактеристики на згради, Македонија речиси да нема енергетско ефикасни јавни институции. Владата речиси една деценија не најде начин како државните институции да бидат подобро изолирани за да се заштеди енергија, ама затоа им наложи да ја намалат потрошувачката на струја за 15%. Па се отвара дилемата: колку институциите ќе успеат да заштедат и да придонесат за потребите на електродистрибутивната мрежа. Исполнување на минимум критериуми за енергетска ефикасност е една од обврските што Македонија треба да ја исполни за приклучување кон европското семејство, зашто бил потпишан и договор за пристапување кон енергетската заедница. Од вкупниот катастар сопственост на државата, секоја година 3% од тој катастар треба да се модернизира. Тоест, да се изолира, да се сменат прозорци, да се направи, да ги исполни минималните критериуми за енергетска ефикасност, значи, еве, ова е законска обврска. Според нашите сознанија, што се работени енергетски контроли на објекти, еден, навистина, убав пример е објектот на Министерството за финансии. Владата требаше до сега барем ова да почне да го реализира, ама сега ја префрлуваат топката кај самите институции, ако воопшто имаат пари самите да си станат енергетско ефикасни. Според експертите, владините задолженија се само шминка за пред јавноста, а во суштина само малку си одзема од комфорот во институциите каде треба да му служат народот. Таа е добра мерка, ама недоволна. На Македонија треба знатно повеќе, поголема количина на енергија. Ако ние денеска во летни услови увезуваме за потреби на ниво на Македонија 30% од вкупната потреба, што ќе стане зимоска, кога ќе се зголеми за најмалку 50 до 60% потрошувачката на електрична енергија споредена со летен период. Тогаш веќе наместо 30% ќе треба да увеземе 50 до 60% и се наравно висока цена, каде што тотално ќе го уништи нашето стопанство ако не може да се помогне. Олеснување на процедурата за поставување на фотоволтаици е барањето на бизнисот за спас на стопанството. Властите најавија олеснување, ама според Димитров и тоа е само декларативно, бидејќи процедурата и натаму останува многу комплицирана, додека истата може многу едноставно да се изведе. Затоа и така нареченото олеснување од владата никаде на терен не се гледа, а се поочигледно е дека низимава нема да се види.